Јо, еве сега рецитирам. Не се нервирам, хип-хоп култура. Јас ви презентирам како феникс од пепел се издигнувам. Со микрофонот римите ги воскреснувам. Ако си здрав во умот, тогаш остани така. Ако случајно си болен, ке ти кажам сега вака. Две лажички мозок на 24 сата и масажа на умот со љута маз. Добро дојдовте, другари, во Redcast. Еве ме повторно во студиото на Redcast, каде што на моје огромно задоволство ќе разговарам со човекот кој што направи револуција во македонската хип-хоп сцена. Предпоставувам знаете за кој станува збор. Човекот кој што своевремено направи едно премостување од македонската underground хип-хоп сцена кон македонската комерцијална хип-хоп сцена. The one and only Тони Петковски, Тони Зен. Ај, здраво. Здраво, добре ми дојде. Прекрасно ме представи. Така, Да, ти се свија. другарски. Како си ми, Тонка? Не сум те видел одамна. Добар сум. Добар си и добро изгледаш. Добро се во убава насока одам и С убава енергија дојде. С убава енергија дојдов, с убава енергија ќе си одам и с убава енергија си постојам. Така е. Да. Како секогаш. Како и секогаш. Ние се знаеме, па да не речам, едно 20 години. Јас те знам од мој 18, сега имам 38, така да... Мислам, прво те знаев, тоа што беше многу познат, порано тешко се доаѓаше до тебе. И после тоа некако ни се склопија... Со Слаткар. Со Слаткар и... Преку него, иначе овака директно... Правевме и спотчиња заедно, ако се сеќаваш. Спотчиња филмови, филмови, тоа ќе позборуваме, да. Брейнсторминг кај Леце Сорики. Поздрав да сите. У токсикологија доле у Ново Лисиче. Да, ти беше од аеродром дете, ја бев од Ново Лисиче, среќа не се тепавме, пошто порано се мававме со камења, имаше некои шеми. Имало, ја и друг пат избрав да не се мавам со камења, да играм баскет или фудбал, да речем, и да не крадам знаци од колите, да гледам како крадат, ама за кош кога треба ќе удрам некоја греда или обрач, нешто, табла, да се носи, да се украде, ама другите работи, тие побесните, не. Имаше другари што, мислам, од сегде имало, кај што стварно какви дрил генерации сега нема мракот у темницата, тие се батковците и тоа е. Супер го почнавме моментов, би те прашал ајде за детството, убаво ни тргне у таа насока. Значи аеродромско дете, порано ти си беше стварно си киснеше под кош, ја те гледав, имаше као суканици некои. Тоа подоцна малце, да. Да, ајде малце за малскиот живот. Дали мислиш дека денес децава го имаат истиот филм кој ние што го живеевме? Веќе гледам дека кошеве пола и повеќе се тргнат и тој твојот е тргнат. Да, имаше ставија таму кош, тој беа. Сега све се урбанизира. Има и такви паркинзи компарациони, споредби како дизајнот, порано дизајнот сега кон минималното го завзема тоа комплексното што има огромна разлика и не треба да се ни едното ни другото ниту па одобрува или ниту па да не се одобрува, ниту па да се одобрува, ниту па да се прифаќа, ниту па да не се прифаќа, едноставно е избор, да речеме. И не би сакал да кажам за моето време какво беше, вашето не, и со така да збориме ние сега нашето време за тие за дедо ми, да. Така, и они ќе речат вие врска нема. И ми викаше така дедо ми, тоа е ѓаволот, телевизорот со баснома динг, јас сакам да сменам пошто прва, втора, трета. Толку бе. Штрак излага едно друго влага. Телевизорот. Ми текне. И тоа било као ѓаволот, знаеш, немој тоа, ние тука, знаеш, он ке излезеше, ке шеташе со точак негде, иде и на терен и као се враќа, све што среднал по пат ке собере, штрафче, мутерче, гумичка. Го спомна дедо ти потекнуваш од скопска фамилија? Да. Он потекнува, он има некое потекло од Кичево, меѓутоа е овде... Стар Скопје, не знам. Да, не знам од кога, ама од цело постоење овде, да речем, може таму бил, роднините му биле таму, или прабаба или прадедо мој, не знам баш точно, но овде. Тука, у аеродром? Да. Добро. Зградата овдека во 105.
Кај заврши школата ти основно? У Едвард Кардель, У Едвард Георгија Кардель. Пулевски Сега- подосна. Да. така. И тоа беше тука, тоа движење што јас учев од постарите од татко ми, од дедо ми, па и од другите, дека тоа цело нивно движење, нивниот живот овде и нашето кога дојде со сателитски антени, првите кои се појавија, па лево, па тоа лево, беше десно, како што правите сврти, вие, чекај, стој. не знаете што живеете, што правите, тие ѓаволски работи, па видео, ВХС, па музика, па појачало, па рап. Така да сега рап. новите, да, новите генерации исто така се у некоја промена, добра, има технологијата многу забрзано се развива, што е според мене Го гледаше ли последното интервју на Илон Маск, кај што Не вика го дека следам. ќе настане тотална утопија, каде што луѓево нема да мора ништо да прават, само да седат, ќе има кој да работи за нас, ќе има кој да произведува храна, буквално све да ти е на маса и фактички ќе станеме паразити и што ќе биде, вика, од една страна тоа носи предности, но од друга страна носи слабости. Али ајде да не збориме за тоа што ќе биде, Тоа е- дали ќе доживееме, Не, ако- може и да доживееме, брзо иде све. Нормално дека ќе се доживеат тие веќе работи ги живееме ние. Но битот или битието нема никогаш да исчезне и таа желба за пронаоѓање, за себе спознавање, за просветление нема да исчезне. Ќе постои за секогаш. Што сака може да каже Илон Маск или било кој, тоа се нивни гледања, што они да ја предвидуваат тајнина, одејќи по патот на технологијата. Да. Ама ако ода по Вештачка патот на интелигенција. зенот, нема да биде така, да речеме. Кој како Сега, избере, секој има избор. Избор е и сега тоа кога сакав да се надоврзам избор у мојата генерација, избор у оваа генерација, да се избереме низ времето, да се прифатиме низ времето и да живееме. Без многу да си како да кажам, да се Да го следиш трендот. Деме, како прават сите, да така се и јас. прифатиме себе си низ секое постоење, низ секое време. Така, Еден извор. Да се спознаеме. Да речеме, јас ово би го кажувал секогаш и секаде, да се спознаеме. Мене ми е високата цел тоа, не ми е технологијата да искача секоја година нов некој, не знам, телефон или нов лаптоп или artificial intelligence. Ја не одам по тој пат, одам по друг и тој сакам да го комуницирам тој пат, што според мене некоја изворна, суштинска вистина, древна, да речеме. И низ таа призма поубаво се гледат работите, немам суд воопшто, суетата, егото се скроз непознати, не постојат и така натаму. Така да, ја можам само на младите да, и како го кажав, можам на младите, шо Да им порачам. ништо не можам да им порачам, дека супер сте, терете, живеете Терете, живот, да. немој само многу да проаѓате време у телефонот и тоа е тоа. И употребете го као што мислите дека треба да се употреби, не ме слушате што ви кажувам. Баш така. Ајде сега да те прашам првата касета или првиот раперски спот или песна, кај го виде? Пошто спомнавме порано ВХС, оние... На сателитска зградите овдека има една сателитска антена, а пристап до таа антена имаше еден човек и татко ми. О, Клуч, си тоа имал беше предност. кај мене, да, се собиравме се. Привилегии. Значи, сакавме да гледаме, имаше некој Deutsche Welle, SAT, Eurosport и VH1, некои такви. MTV, да ги фатиш со убава слика, не е онаква лоша убава слика, да гледаш рагби. Браво. Ја многу сакав рагби, па имав топка, игравме како деца, фрлавме. Или онакви некои скироли возевме као скейтери, ама скироли, овој трешин филмот што беше нема врска и други што се појавува, не беа како нели идоли и сакавме скироли, па кога се појават Extreme Games со скироли, кечери гледавме многу. Подосна почнав нели кошарка, NBA, хип-хоп, такви тие области да ги следам, меѓутоа ми беше пред рапот рок-н-ролот можам да кажам или металот. Си бил рокер? Значи со прешивачи, Металика, Со ѓубретарци. Мегадет, Iron Maiden, онакви. Iron Maiden. Појма немам што се, нема ги слушам Fear нешто. of the Dark. Внутра има нешто. Металика, 91 албумот, не знам на касета сум го купувал. Кој беа после Кои ти беа, еве да речем, идоли? Металика. рапери? Не, зборам за рап. Металика мој друг. Мој другар. За рап после некако преку кошарката, преку Шекил Онил, нешто. И он беше рапер. Он беше рапер, он беше шоумен и уште е ден денес истиот. И ја го следам неговиот битието го следам. И он ми е, стварно ми е љубов, ептен. Пошто е, тоа е. Орландо Меджик или LA?
За кој беше? Orlando Magic. Навивам или у каде го ставам? Не, за кој навиваше тогаш, пошто Шекил го спомна, знам дека Орландо Меджик Лос играше. Анджелес. Не, После отида на Лейкерс, така? Покасно е тоа, оди зборам, Шекил О'Нил, Кој имаше 15 со години. Пени Хардаве беа, па и помал. Да, Со Пени Хардаве Пени беа Хардаве. тандемот, па Blue Chips филмот излезе, па они како од средно школо, основно средно, па другари, па идат у NBA, па Да. со постери дома, ние што се вистински димензии, скок списанието, купување, па лепење на зид и така Леле, некако. скок списанието. Да, а претходно Нема више тоа под зидови лепење. Нема под зидови лепење. Постери. Има, не дека нема, са не сме Ја биле не сум секаде. видел, брат. Па добро, не можеш да видиш, треба да видиш сегде за да видиш. Има, се кладам дека има фанови што се лепат постери, меѓутоа Кај може постери да најдат сега? Кај нема весници више, каде постери. слика, земи спринта, имаш постер. Имаш постер, да. Ама убавината беше у собирање списанија. Знаеш, треба да купам сите 8 броја на скок. За да го За споиш цел 8 дела, да. Да. Па Джордан у 6 дела, Джордан, да. Шекил О'Нил и Олајджа Уан у 8 парчиња. Шекил не може да Оние има кога он се поголем беше. Не, у 8 4 со 4, Олајджа Уан и Шек, двајцата 2.16. И дома ми се на зид, тука го имам Майкл Джордан со едно вака положување у 4 или 3 дела, не знам. И тука некои други пропратни постери, Баркли го имам у 76ers, разбираш, ретро, Мозес Мелони, не знам, некој такви, Доктор Джей, пример. И некако низ тие спортисти Ти влезе Рапов. хип-хоп културата некако таму ја примив и некако слушнав, не знам каде, ама татко ми однесе у ЦДТ-ка у Беверли Хилс. Каква музика сакаш? Која е таа музика? И ја вака гледам, не знам како да кажам. И пред пошто имаше момент у ЦДТ-ка, ставаш CD и си слушаш. Да. Имаше Masters of Rap, ја рап, еве тој вика ова се рап. Keras One. KRS-One подоцна го запознав, да, знаеш, KRS-One Вика веќе доаѓа таткото на рапот нешто да, веќе подоцна се у старт се запознава секој со Masters of Rap, Power of Rap, хип-хоп компилации, такви некои цидења, кај што имаш повеќе артисти. И низ тој начин после се прави као и критериумот се остри и се прави селекција каде припаѓам, у која категорија, пример у тоа ако има Ice-T, има Ice Cube, има KRS-One, има Fresh Prince, Jazzy Jeff, има Naughty by Nature. Енциклопедија. Знаеш, и А Wu-Tang постоја тогаш? Wu-Tang, добро, Wu-Tang малце покасно јас ги Тие запознав. беа колку 9 души таму, 10 Да, души, да. цела екипа. Низ тие читање на артисти, Snoop Dogg, Tupac, Dre, знаеш, гледам, ги слушам кај припаѓам. Тука припаѓам, Шекил О'Нил. И така некако Ти влезе. тој бит, да, а преодлучна песна Металика ми беше тоа секогаш си ја вака комуницирам, Enter Sandman, не знам зашо таа песна. Некако ми има некоја таква навијачко, металско, раперско понашање. Не знам, не можам да опишам зошто. У тој момент така ме нешто кликна и дека музика слушав, многу не слушав. Татко ми беше аудиофил на времето, појачала, плеери. Но ние Walkman, како беа тие дни? Со тоа сум идел се после као рапер, секој тренинг, утакмица. И со ова на рамо. Не знам, слушалки Walkman, значи раперски скроз. Ама тоа беше пресудно за да трзнам 94-та и од тогаш натака само хип-хоп. И само купување, слушање, подигнување критериуми, запознавање еден артист, хоп, ми ги подига критика о KRS-One, пример, ко Gangstar, Das FX, не знам, MOP, Да те прашам, например, во Македонија во тој период, знам дека овие беа чисто колина, едни од основоположниците на македонската рап култура, заедно со Келјав Дабар, ако не се лажам, тука беа Mon's Wanted. Да. Така гледаш, јас знам нешто за како рап. да не знаеш. После Сав, сакам афрофризура. Сав беа Они малце покасно излегоа или како не? продолжение или продолжение. Пази, сите овие, например, чисто колина беа од кај нас, од Ново Лисиче. Ти текне? Ново Лисиче аеродром е тоа секогаш. Тоа е гетото за рапот, да. Едната школа, Ѓорче Влае, таму е другата школа. Знаеш, као East Coast, West Coast. Да бе, да, па имаше после Не некои дека другите наследи немало. случаја. Да, не дека другите наследи имало одлични артисти, меѓутоа као И толку ти беше од тие вака од нашиве Мене од секогаш ми бил Пики Сипи. Пики Сипи. Значи никој друг. Митко.
Мите ми беше, значи, како ти кажам, Бог. Кај е тој човек? Си изгуби Не... Прагал ти? Кај тој си изгуби? Па не, стварно. Овде ти... постои, да. Тука Знаеш, се, имате контакт со него? Па не овака што се следиме само, знаеш, на социјални мрежи, не. Ама знам дека не е сме- во земјава, не живее више. Ја така знам дека не и следам, знам дека не. Без разлика. Тие моменти ми оставил впечаток како и на многу, знаеш, сите Да. текстови и ден денес ги знам на сав, не дека Смиле и Гоце ми биле помалку, меѓутоа мене он ми бил репер за рапер. За MC. За MC за тоа како треба да изгледа неш Смиле по хардкор, по друг Немаше фазон. таков голос, братче. Друга област некако Гоце да исто, Гоце таткото за секогаш. Меѓутоа мите ми беше MC Гоце сега си пушта музика, така? Тука си е, знам дека си гази човекот. Си работи А Смилен е одлично. професор, нешто Не така знам беше, многу. поима немаш. Кирил, Да. ја- Добро. Sad- Да не ги Родни ни коментираме. послуша. Да, тој овако. А не, мислам дека пошто си поупатен. Упатен сум, следам, да, ама не знам толку многу за приватности кои што како прави, само можам да кажам за овака влијанието и кој ми бил мене Да. идол и од каде сум учил и како сум тргнал по таа патека за да се остварам и реализирам како артист. После бирам имам избор, тој прес како кажав многу е важен тој избор, да имате деца да се без разлика ја што зборам или други, не ме слушате, направете си избор самите по Да, многу е душичка. битно да имаш По идоли. битот направи си избор. Важно е. Многу е важно да имаш идоли. Важно е. За сите деца. Пак тука се ќе судам, ама и тука изборот е многу важен, пошто можеш да имаш идол као београдски андерграунд, мафија, брат, Да, бе, и да. можеш да имаш избор као хип-хоп совесни артисти или не знам тибетански учители. Така, така. И може да следиш сите три, ти да ги правиш да направиш избор, ама сега пак ја тука некако се гледам овака и у мене пак има нешто што ќе осуди, ќе каже, абе, овој не е прав, знаеш, овој избери го подобар е. И тука се наоѓам себе си у нешто такво као судење што можеби не е во ред, затоа викам не ме слушајте. Изберете Не го си сами слушајте. вас што ви одговара, да. Кажи ми, после тоа формуваш група, почнуваш као сам артист сингл или знам дека нешто урбана димензија имавте со уште еден дечко, сега не ми текне како се викаше. Со Мишо. Добро, со Тоа ти Мишо. го кажав од Со Мишо, од тука да. бе овој. Овде бе Требаше тука. да го викнеме Мишо, а? Добар е Мишо, окей, све кул. Добро, Мишо сега веќе не е рапер, Татко претпоставувам. е исто. Да, тоа Слушал, ќе не може збориме да не е покасно. он. Със сигурно сршта е уште по сам. Добро, почнавте како урбана димензија, ја колку време И траевте? чваре како диџеј. Аха. Да, с колку време? Еден албум 2005 издадовме. Па не е малце еден албум. Некој човек цел живот еден албум не може да направи. Кој ја направи? тоа беше Имам 30 песни, немам албум. Да. да. Види тоа ја имам еве седми се ја правам, тоа Алал да ти е. Ќе збориме за тоа. бројки се тоа. Знаеш, малце хронолошки сакам за гледачиве да им ја доловам целиот твој пат, целиот твој бит како што сакаш да кажеш ти. Па битот е тоа е. Значи не... почнуваш инспириран од кошаркариве, што речеше Кил, па после преку спортистиве, па после идеш со некои идоли твои и ја ствараш урбана димензија која што ете еден албум вадите и решаваш да се тргнеш и да продолжиш сам. Да. Тоа да Значи продолжам сам. решавате тоа да се распадне урбана Да, ја- димензија, да го мислам да се распадне, да се раскрстите. Не се распадна, него јас сакав многу повеќе од тоа. Така, имаше поголеми апетити. Да, и отидов 2005-6, 2 години поред у Турција да работам како аниматор у хотел. ова не сум го знал. Да, забавлjač, да продавам цедиња, Да не беше пуштам пантомимичар. музика, па и не пантомимичар, ама у представите глумев. И Браво. имавме точки скечови од озбилни шоуа до комедии, некои скечови кратки, продавање цедиња. Имаш кажано ова негде? Па може би. Ја го немам слушнал. Аниматор у хотел, с кој идеш у Турција у хотел, Да, аниматорот, знам, тој знам, со и свирче, ден што денес ќе ги има вика, и ајде што до- замара, дојди, ајде доста фудбал, добро баскет, се платени одбојка. тие. Не се добро. Денеска, не, мислам- да. Пример шеф, ако останев да работам уште да бев шеф со моја агенција, тоа се стварно добри заработки. Тешка е работата. Ја како странец таму така ми беше многу тешко. Научи турски нешто. Тоа освен зборовите, да се Аби, поздравиме, жо, да си нас се кажеме, срнт, да, јак да си сам кажеме, на- да, Иги чао, джеле, здраво. ѓуле, И ѓуле. птуење. Да, ја од турски серии ги знам више сите.
А ти ги зборуваш? Да, ги синхронизирам. Те слушам реклама, викам, Максим на моите ми викам, Вечер, ово е Максим ги. Стварно. Се враќаш од Турција? Од Топ Шоп. Да, не сум више таму. Имаше така? Бев, да. Перница. Леле, немој. Јавете се веднаш. Доколку. Се вратив 2005-та. Отидов пак 2006-та. Ти си уарни. Ми се уарни, па нема што да правам тука. Не. Русинки, мајки, млади, све има таму. Не беше до тоа, него беше да нешто направам од себе, некој човек. Така? И паричка некоја да збереш. И паричка, и што паричка, тоа е добро, знаеш. На облеки ги потрошив, дресови за сите од мало купив за другари, дресови, оние турските што ги продава. Слушајќи те вака, истиот пат го имам поминато, имам работено на семафори, пантомима. Па нормално, тоа е многу благородна работа. Да, за да заработам за себе и многу е добро што ние тогаш у тоа време сме имале некој мајндсет каде што сме сакале самите да бидеме продуктивни за самите себе, не да чекаме, знаеш, лежи лебу да те јадам, сега мама ќе ми даде 100 денари, или порано 100 денари пари беа, ти текне. Со 100 денари, све прави. 100%, недела дена. Важа, сум ми собрал месец-два за да направам. Да, сакам да кажам, сме биле така работливи луѓе, гледајќи ги денешниве дечиња, некако, знаеш, повише се лежерни, чекаат све на мама и на тата, ама добро, да не се враќаме пак за денешницава. Пак ке се на судовите, тоа сакам да не, идеме со тебе. Значи се враќаш од Турција по втор пат и шо правиш? Ја направив Скопје мој град и отидов. И ја оставив така песната, пошто од фрустрација таа излезе. Ништо немаше некоја идеја дека тоа ќе стане Си има, не дека немам. хит таков, мислам. Дека ќе стане хит, имав однатре Чувство чувство дека песнава стварно добра може да биде, ама не до толку хит да кога се ратам да бидам звезда и да ми направат концерт. Се симјаш од авион или со автобус беше? Не да ме чекаат. Замисли. Скопје мој град. Да. И така се поврза некако, мислам тогаш за промоција на тоа. Ти помогна ли некој менаџер, имаш ли некој на почетокот или сам себе? Ми помогна Чвари и Панчо, многу бевме во екипа тогаш заедно. За Панчо Шорти Пи. ДНК. Они ми помогнаа како екипа, бевме заедно, како таа прва организација Шершац бев и ја, како они ми помогнаа многу за Колосеум ја да се промовирам, да ми направија настави, ја се чудев, стварно имав поддршка, имав респект за песната, поготово тие што ги спомнувам, ја се плашев, викам, ќе ме тепаат, ќе ме пцујат, ќе не осет имав. Спотот беше нешто со точак, се возеше нешто низ градот. И текстот и спотот направени се од љубов и затоа го прифатија возењето со точак низ парк. Многу симпатично беше тоа. Јас се чудев. Поготово за тоа време. На Макс Спот кога иде спот, тикна на место. И после направив емисија, имав на телевизија, на Макс Спот имав телевизија за хип-хоп, на радио имав. Мислиш емисија? Емисија телевизиска. Аха. На Макс Спот имаш. Smooth Grooves, Urban Groove, нешто. И на радио, тоа не беше. Као водител се појави таму? Водител. Не ми текнува. Имав некои 10 глумец, водител, аниматор, рапер. Све. Не те праша факултет, имаш завршено академија? Не, прва година застанав и се откажав. Некако не се. Шо смер, кај се запиш? Дифовец. Државен институт за фраери. Да, многу беше, меѓу другото, јас знам, нели, помал сум од тебе 3-4 години, ама во друштвава кај што се движев, многу жените сака, морам да признам, и као се палеа многу на твоето тело. И ти стварно имаше, човече, тело со село. Онака, ефтен, бицепси, беше дефиниран. Тоа ти беше за усело, за копање, за работење. Ма така е, стварно шо. Тоа ти беше тебе како да речеме оскошна даска. Не, зборам муабетов. И падна мускулот. Дали намерно ти се форсираше да го направиш тоа тело за да изгледаш добро на стапите на телевизија, или тоа ти веќе си го гаеше како некој спорт кај што си одиш на фитнес, ти тренираш, си вежбаш, дека беше и кошаркар, нели? Да, значи едното по другото е како затоа ти аниматор таму во Турција си отиш. Да, значи телото е па кариерата, нема врска дека кариера па ја ќе правам тело. Нема врска, јас секогаш сум бил спортист. Ама многу е важно за еден артист да добро да изгледа. Се слушуваш? Добро, ама да не биде сега кога ќе се појави на сцена да нема некоја форма и после денеш да направи форма, пошто мора да направи форма, дека му рекле дечко треба добро да изгледаш. Тоа е претенциозност која што мене лично не ми се свиѓа. Меѓутоа ако дојде некој се појави како веќе изграден, тоа е веќе друга приказка, значи дека тој човек нешто работел на себе претходно.
И сега дури кога ќе стане, не знам, популарен, веќе дека Тебе ептен ти се склопија коцките тој период. ние ги склопуваме коцките буквално секој период. Тоа е работата. Ама тогаш се буквално у прайм тајмот, што би рекле, Така. се некако Беше и еден наредив од да биде у тој момент да го искусам тоа. Успеси, концерти, слава. Ајде се годиме што поред. иде. Значи, почнуваш со Панчо ти помага, Чваре ти помага, излага Скопје мој град и ти наеднаш, сега да не речам преку ноќ, ама стануваш стварно звезда. Да, и после кој сум јас спотот исто. Кој сум Дарко јас, што ми ги кој сум правеше јас, спотовите, јас сум да, и интелект. тоа имаше голем Уште у глава ја импакт. памтам. Да, имаше голем, а таа песна Там, JJ, там, таа е там, да. Јован Јованов 2002 снимана. Со Фани, со Маја дружевме, идевме у студија, снимавме, работевме, доста подршка од таа страна исто, кај што прва прилика да снимам студио профи, у профи студио песна ми е таа од 2002, која што не дека ја мерам, меѓутоа Сав раце горе беше единствена комерцијална песна со добар саунд и спот. Тогаш не постоеше YouTube, мислам. Не, по YouTube Така. после. Тогаш имаше На MySpace, телевизија, Hi-Fi. спотови на телевизија само. Да. И полн ефект излага спотот со песната, која што парира со Сав раце горе, у однос на саунд и квалитет, не зборам стилски. И тоа ме направи уште толку популарен, да речеме, за раперите можеби не, бидејќи тој Тоа изглед сакав да го беше спомнам. Сега тука за- почна за тие критериуми, андерграунд, демек он не комерцијала, Така е. ова е андерграунд, он супер си беше, што му сега, требаше, така тоа е, беа така муабетите. Сакам маце тука нешто да ми дообјасниш како гледаше ти на тие работи. Затоа Па што вака гледав, позади со поздрав, дечки одам, ја Се и тоа, гледа. буквално, да, мислам, нема, и сум избрал да одам по овај, сакале љутеле, сакале, поштовале, ја одам. И тука хейтери успеав. имаше. Ама нормално е тоа, тоа е убава работа. Успеав и ден денес можам да кажам, стварно, дечки, успеавме, пошто хип-хопот е на високо ниво донесен. Какви сакате артисти може да наброите што не ви се свиѓат или свиѓат, меѓутоа културата глобално, поготово у Македонија, се отворија порти многу кај што може секој да настапува и независно и зависно како иде и да си прави пари од тоа и да има љубов кон тоа и да не примаат и петок и сабота било каде низ Македонија, било кој клуб или кафич со настап или диџеј сет хип-хоп. Порано тоа не постоело, значи петок или сабота да ви даде некој кафич или клуб. Да, ама Петок или сабота може, дечи у погоди. недела. Први Сав го направија тој пробив, затоа мене Мите ми било дувек репер, они се бореа со Гоце. Недела елемент стана, значи портал отварање. Нас не стварно возвиши сите. И јас сакам да го продолжам тоа за сите уште повеќе да се возвишат низ тој пат, ако го избереш, окей, ако не тереси како сакаш, меѓутоа низ Македонија имаше потреба да се некој секаде протиње затоа што се расшири. друга структура беше хип-хопот, други го представува, јас сакав ја како елоквентен или како да кажеме, не знам, некој како тоа за супер елоквентен ти е добар израз. добар збор беше, Добар термин, да. со кредибилитет да можам да стојам позади хип-хопот без разлика ја како го каков правам јас. Со тебе- Каква форма, дали е по клубски, дали е по не знам, модерен или old school, без разлика, битно јас се представувам битот мој. Да. Битиево иде низ Според мене со промоција. тебе почна таа нагорна линија на рапот во државава, затоа што се претходно, да, постоја, убаво кажа, Митко, Пики, Сипи, Сав, сите тие што се мачеа според мене, ти некако тука го собра медот, затоа што буквално кога излезе, кога се појави, стана една таква еуфорија и мислам дека и времето беше баш за рап во Македонија. Дали се согласуваш дека денеска веќе ја нема таа еуфорија за рап? Денеска сега нешто става тренд, имидж, се продава имидж. трап, Не, она како се вика што го ставаат на вокали? аутотюн. Катастрофа според мене, не знам. Нема врска, уништување не е катастрофа. на музиката. Добро. Не е лошо. Се е со своето време. Се е со своето време, тоа се само делови од хип-хопот, гранки, кои што денеска ја можам да кажам дека младината се многу повешти се. Можеби нема таа душа на хип-хоп артист, меѓутоа се многу повешти во аспект на техники, бит произведување, пошто има Имаат алатки. алатки имаат, информации лесно може да Да, примат, да да. научат едни со други, знаеш. Од тој аспект да, меѓутоа душата да не достига, што и тоа е можеби окей, остава душата нека си летне. Сега избор е пак избирам да сум хип-хоп и сум.
што и да правам, бидејќи тоа ми изградило, тој пат сум го избрал да го одам, ми изградило и да го пренесам на другите и ден денеска и ден денес да пуштам музика и да пуштам Ќе те прашам и за тоа. па и да не пуштам таква музика, сум хип-хоп. Значи и chill out lounge сет да направам или боса нова да направам песна, сум хип-хоп. Значи Beastie Boys имаат боса нова песна, ти пуштам да чуеш, ова ли се Beastie Boys, ама се хип-хоп, да речеме. Tribe Called Quest имаат многу примеси, се хип-хоп, Дела Сол, исто и да не ги набројаме en куп на артисти кои што Имаш броено колку настапи имаш? Не. Концерти, Милион, мислам. Јас само ги рачунам концертите големи. Тие тоа настапите се сакам да те настапи кои што прашам. се Дешава што се дешава, веќе имаш створено имидж, име, реноме како познат најдобар рапер во Македонија и се случува оној голем концерт на кој што ја бев и да ти кажам, стварно тоа беше спектакл, мислам дека беше на Саем. Супер зен, нешто така беше тоа. Тоа Борис Трајковски. Абе, кога се спушти со Сајла, Борис Трајковски до таму ли беше? 2011, а со Сладкар беше од 2009 на Саем со Хамерот. Со Хамерот, нешто, и таму беше преполно, знам. И тоа беше исто спектакл, за тоа мислев. Тоа мислам дека и најпродаден концерт, така? И албуми, и концерт, и тетратки, и мајци, и све, не дека ми е криво, но у тој период ништо не сум продавал, давав така нешто. Да. Имав дуќан, отворив за облека, Тоа беше у трговски горе, мислам, бизнис, тоа све друго што било мрч. Така, не сме продавале, не знам, нешто како бизнис да правиме, него да има народот да се шири тоа за да Нормално, рекламен материјал. Баш така. И картите не беа многу скапи на концертите, не бевме нешто многу Што е доста окей за луѓе, знаеш, да може секој да дојде, сега од секој да си калибар дозволи. артист претеруваат малце, мислам дека и со понашањето претеруваат, со односот претеруваат и Суетата мислиш малце преголема? Пошто го имам тоа осетено како е. Да. Ето его суета е најголемиот проблем од целото постоење На секој артист, точно, се согласувам. Сите војни се од него од суета. Секој не И за жени, его не заборави. значи све што подвојува е его и суета. Ако се уедниме, нема его суета, има љубов. Морам да признам ова што го спомна дека нели порано пред да почнеме ние со нашите соработки, нели ми учествуваш и во мојот филм без проблем прифати да бидеш таму, ако беше звезда, можеш да ми речеш абе кој си ти, ајде губи се. Небитно. Ти дојде, имав представа за тебе дека си многу дигнат човек у тоа време и кога те упознав сватив дека си толку приземен, толку природен. Викам не е можно човеков да е толку природен што спие у Ама не, реално, стварно, луѓе да ја има таа твоја слава во твоето време. Кај кајчето таму? Но некаде да те погледне, што викаш сега претеруваат малце. Сега тоа го прават. И тогаш имаше такви некои луѓе што се замишљаа, кој знае што си, знаеш, кој високо лета, ниско паѓа, а ти беше буквално достапен за сите и одвојуваше време, дури знам, и ти се јавува, абе, керка ми да се слика со тебе, син ми текнува, нели сме се дружели, родендени да и пратиш нешто, ова, она слика, бакнеш, ти све правеше буквално само за да го усрекиш тоа дете или твоите фанови, што е за респект. Не за респект, него тоа е должност на секој артист. Ја може би некојаш како треба да се понашат артисти. Не ме слушате, него Не, слушајте, ова е лекција. Должност на секој артист е да постои, да служи на народ или на публиката. Таков беше и Тошка, се согласуваш? Многу се согласувам, меѓутоа имало моменти, дали кај Тош или кај мене или кај Слаткар или кај било кој популарен, кај што стварно немам енергија и се извинувам ако некад сум одбил или не сум сакал или па имало обезбедување, па сме се протнувале низ тоа. Да, имало и такви моменти, ама тоа не е глумење звезда, него тоа е природно така се случил моментот да биде. А сега го глума тој имидж. Да. Пошто сега све е на TikTok, на Instagram, на Facebook више не. И други мрежи кои што јако име на луѓето да гледаат како самите себе си се лажат и како ги лажат другите низ таа платформа, како они се сега нешто многу битни. Да. А не се битни уствари. И сега они тоа го пропагираат на многу високо ниво, да секој сака тоа да го прави, секој сега е звезда, секој е популарен, секој со цвикери, со фризура, со имидж, и не продаваат имидж, не продаваат култура, не продаваат муавет, не продаваат, не ти даваат љубов, ти продаваат его и суета. Мислам дека тоа е И оставаат лоши примери. Лоши примери и добри има. Пошто некој дете сега ќе го гледа овој ќе рече ја утре вака треба да се понашам. Не се слагам, има и добри примери. Ја можам да отворам сега кај мене има и лоши, има и добри примери.
И пак тука игра свеста, што да изберам. Дали да гледам ова тука како овие се рокаат, или да гледам ова некои типсови добри за како да правилно си ги поправам болките у кичма, back-end pains, пример болка у кичма, болка у не, стварно тоа е пример добар типс и гледам така, ме боли ова, ќе се стиснам, ќе ми помине, пример. Или како да исечам ананас. Да бе, да. Или па како да земам да се степам со него, како да го, знаеш, имаш избор. Многу дури. Са, чудно ми мене како сите избираат што не треба. Пака кажам, не дали треба ли, како исто е тој имидж како овака да е некоја како магија да е фрлена овака и сите кон тоа одат, а не го сакаат тоа, го сакаат као подоброто, ама упорно идат кон нова и сите го зборат, абе тоа лошо, а сите го гледаат лошото. Ја истото. Сум го приметил. Значи, тоа ти зборам, гледам овака и се ќе пуштам како вие се маваат, се судараат, паѓаат, летаат, стои се крши, се мава и ќе го дзирнам, нешто од мене прави кој Џорџ Карлинг што викаше, сакам да гледам како тој скока од зграда. Да, јас. Па ја се фрла, бам, вау, вика, ој го мава, ди, тоа сакам да гледам сеир. Никој нема да избере да рече, еј, чекај, да е ова лошо, ќе го гледам ова подоброто, клик и ти зборува Садгуру. Знаеш, и тоа е убаво, ама некако не не знам зошто. Секојаш така, по лошите работи. Стам по лошите. Мислам дека тоа се некои сакви содржини што не сме ги искомуницирали, стојат у нас и низ тоа ги проаѓаме. Така можам да кажам. Добро, сакам сега да те прашам за концертов кој би го издвоил овој у Борис ти е по така при срце или двата, или овој саем, или друг некој имаше, не знам дека милион концерти направи. Милион, добро звучи. Па да, али стварно беа доста успешни. Тие се да и Охрид антички. 2010 пред одам на Survivor, го направи тој концерт, Слаткар направи 2009, он направи турнеја, после требаше ја да правам, види у тие моменти Јованов продукција, JJ ни беше водилка, како да кажам, не знам, од тој аспект на организација, протокол, продукција, промовирање, ние тие работи не ги знаеме. Една Слаткар му кажа, слушај, човеков сака со тебе да се види, не знам како да му кажам, мислев ке ми се смее. Пошто Слаткар, знаеш каков рапер беше од Новолисичи, како се представуваш, како малски андерграунд дрзок рапер. И сега да го однесам кај JJ, како? И од прва му кажа вака и вака, дај човеков ќе ни помогне, сака да отвори врати, да се вака. Од прва го повлече, му помогна на Марко. Сам си помогна, јас нормално, да, ти само го турна. Јас само патот го покажав овој за да успееме. Дело, ама види пак добро, види пак заедно после направивме добра стратегија, добра соработка, он прифати, ја прифати, направивме со Јован многу добри работи, големи работи, па после као продукција, мојата Simplicity со Мече, со Иле као менаџери, се споивме и ги направивме тие големи работи, као Метрополис на Слаткар, Антички на Слаткар и мојот на Антички, Борис Трајковски, Survivor, тие се големи работи, зборам не е тоа настап или некој концертче у клубче негде или не знам, на плоштад или него тоа се големи работи кои што пред се има многу организација, многу труд, коштаат и не можеме сам да ги направиме, ниту па Слаткар сам, ниту па ја и не можеме да ги, ние можеме да правиме Вулкан, ќе се собереме настап, Кастро правиме. Видео сум видел како рецитирате пред Вулкан. Тоа да. И кога не гази време, многу убаво ми иде муабетов со тебе, може 2 сата да збориме. Ти реков, чедо моје. Чедо моје, да, би сакал да скратиме малце. Крати, ајде, пошто мене ако ме оставиш, ево вака гледаш. Па ќе кратиме монтажа. Да. Кажи ми сега ти еве се ова успешен рапер, успешен човек, се ти оди супер и наедно што снемува.
Што се деси? Па, чорбаджи, да ти кажем, тоа грнето, тоа го извади кесето, тој грнето. Грнето го најде избега, те снема. Стомната е надав од изворот, чорбаджи, Не самовила некоја те чумки, проколна, се брат. сторив бок. Сериозно, зашо така те снема на Ајде, збори брзина? ми така, збори ми така. Не важно сега, не ме тери. Народ, Збори ми сега така. ќе си пуштиш на телевизор и ќе ме гледаш. И тоа Што се деси? Се деси да Ти- си го направам супер зен Да. албумот и последната песна сватив, таа ми беше одјава од себе, од кариерата, од све, кој разбрал да си направам една пауза, Пауза. после микроскопски организам да си го направам. Се сосема пресасити, така? Да, меѓутоа тоа е планот исто, не дека е Затоа што некој вика дека и некогаш е паметно да се повлечеш. Апсолутно, Да не бидеш некогаш, цело него- време актуелен, тоа не е многу можно. нормално е. Тоа ја на секој артист што сака да нешто прави или прави, тоа убаво така му го предлагам. Добро. Нај од срце да си го направи тоа. Не знам како да го кажам. Добро го кажа. Да. Те Добро го снемува, кажа. ама те снемува бајаги, едно 4 години мислам те немаш. Да, Нешто почна да правиш флека, еден флека, проект. бендо, да, тука се пронајдов себе Тоа у беше себе. некоја фанки, рап, джез, Да, блуз, све правевте со Нино, со Гоги, со Нино, Гоги, Баге, и Добра Борче, види, екипа бевте. Ами ден денес Многу функционираме. добра. Денес, Да, постои последното флека. интермецу имав настап со тој колектив, со тој бенд и ден денес функционираме, меѓутоа тоа е така како кога има простор да се свири, да се настапува, се свири. Мене тоа ми е љубов од секојаш. Мене Даруц ми се исто идоли, да речеме, од детство. Меѓутоа таа една страна од мене која што можеби не ја знаат многу, бидејќи друго проаѓало овдека, да речеме. Не проаѓало тој правец. И тие години на пауза, ствари не беа пауза, него активен одмор, можам да кажам. Кај што јас Така, така. одмарам од Собираше и сцена, нови идеи. Си работам јас нормално, меѓутоа си работам тоа што најмногу го сакам и најмногу ми одговара. При тоа и посветување на духовни практики. Тука те чекав, Да, тоа ми беше пошто следно мора да се прашање, оправда, само мора. ми одговараш, не мора да Да. те прашам. Мислам дека во таа пауза ти некако и се промени. Тоа многу луѓе го зборуваат, дека Тони Зен станал као Зен, баш она гуру, духовен, како да кажам, Сите ќе не стигне тоа. се продухови човеков. Што се деси? Па си се посветив на, викам себе, се Почна претопив да у себе. јога, тоа да Не јога, не, практикуваш, да јога не се медитираш, против, медитација да. медитација. Да, и Се многу пронајде? комуникација, да, низ комуникацијски циклуси, низ работа, духовни практики, низ запрашување пред се. Си Кој се сум, што сум, зошто постојам, каде сум? Не зошто, која нема е мојата зошто, цел? нема зошто. Нема зошто, има кој. Има кој, има што. И низ тие прашања, односно коани, прашања се тие по зен и си има Што те наведе? Некој Сам се имаше наведе, никој не, инспирација, не, не, некој не, човек, не, не. некој а, со некој заедно го патот, или сами? одејќи по патот, се сретнав себе и низ тоа среќавање, трагајќи по уште повеќе, некако беше низ Нино Васков, низ неговите случувања од тој момент, Ми тегна. да он ми биде како исто, пошто прав зен учител е собрекаец на раскрсница. Нема повеќе ни помалку. Те гледа и ти кажа, оди вамо е патот. Толку. Так. И некако он ми беше таму тоа време собрекаецот, да низ неговите искуства јас се приметам себе и него и кај тоа да стане едно и да речам, ќе одам по тој пат што он ми рекол, добар е, ќе се свија, што му отишол, за да после си продолжам ја по тој пат, и он си продолжа по патот исто. И низ тие движења има многу искуства, многу работа на себе, така да не сум имал потреба да се нешто експонирам, да правам музики, освен изворот на изборот, кој што е резултат на тие практики, е посветен на тоа и самиот се изборува тој албум, не треба да го раскажувам, него тој се пушта, се слуша и таму можеш да приметиш целата таа промена, што секој Тој албум го извади 2019. така. Ама имаше пауза долго од 2013. тоа, Микроскопски тоа. организам со Нино 2013. Заедно го работевме.
тогаш 6 почна години тие пауза. убавите промени, да, таа патека на будно одење, свесно одење, практикување нормално с години, с Меѓутоа и години. отстапи доста од просторот на другите артисти. И исто и тоа сакав да го направам, да пошто нема поента ја да се, знаеш, доаѓа нов бран, нека си работи бран, да им простор. Што исто доста за И поздрав. денес пак си работам мешавина од сето што го имам како искуства и мислам дека сум најдобар до сега. Јас сум си најдобар до сега, бидејќи некако се осеќам созреано и можам да стојам позади сето на што го кажувам. И знам како тоа да го направам, бидејќи јас стојам, не стои идентитетот. Тони Зен, или Тони Монтана, или Тони Пи, него јас стојам позади тоа што го кажувам, што според мене е најголем успех за секој битие. Знаеш, да комуницираш и тоа што го зборуваш, да се совпадне со тоа што го мислиш Така. и тоа што го чувствуваш. Да не биде Си ја едно победил мислам, подсвест. нема подсвест, едно е, и тоа Едно едното е, да да, извира. меѓутоа, И мене ми е тоа најголем дури да успех. се- Сите тие работи, Да, концерти, слава, Многу тешко. пари, популарност е една Направиш илузија. една симбиоза со подсвеста и со самиот себе, нели, она те тера, ти кажува едно, ти си викаш не е така, па треба да ја наведеш да размислува твојот мозок како и кажува, пошто можеш да бидеш роб. Како викаат, подсвеста може да ти биде или господар или роб. Ја вика како викаат, Ти во моментов според Муаветов мислам дека си станал господар на својата подсвест, што па е за господар поздрав. на своето постоење. Види, валда Зенот ти е вика тоа, отвори браво. ги портите, остај ги мислите нека Добро, нека не движат. ти е сега, мислам, сигурно знам што ќе ми одговориш, ама за гледачите ова прашање многу ќе ги заинтригира. Не ти е криво што од таква енормна слава паѓаш доле, мислам не паѓаш, ти си истиот. Едноставно можеби ти во себе Знам да летам, ама знам и да слетам. така, Да. можеби ти во себе си го постигнал и уште повеќе од тоа што луѓето мислат дека кога си бил, да речеме, толку славен и познат, и сега и го снема Тони Зен и готово, и сега дојдоа други луѓе, него го нема, он се врати на сцена, ама не е тоа што беше. Меѓутоа ти, како личност, ме сваѓаш што сакам да ти кажам, едноставно си се победил себе си и функционираш многу подобро, можеби од што си бил тоа. Да. И инволуирам. Кажи ми сега моментално си резидент диџе во Во станица. интермецо секоја сабота станица бевме, Беше станица 26, со па минус Бугимен. 1 со Бугимен и со Мартин. Так. Значи паси терате, си Пак си пуштате, од си секоја имаш сабота сме са интермецо, екзистенција си имаш. Да, Некоја имам. друга работа вака? И имам исто договор со Прагма продукција, да работиме веќе 3 години сме као 3 години, уште е година и пол нешто сме заедно. Настапувам низ Македонија. Тоа ми е некоја одлука што направив после кризата, за да малку се вратам на тоа што сум го работел порано, нели, настапи, продукција, бидејќи потребно да се има некој позади да стои кога е во прашање тој бизнис. Така да така функционирам. Функционирам и како резидент у интермецо секоја сабота и плюс вака низ Скопје ако некаде се направи некоја Како вакви лайв перформанси имаш? лайв перформанси со Или бендли, цитираш? да. Так, Баш у мислам- интермецо беше последниот настап Со бенд или со на бенд и матрица и бенд, Так, значи тоа е избор како се договориме, така може да биде тоа. И тоа ми е терате песниве од ми е многу албумиве драго твои. што можам да направам и од секогаш сум сакал да имам музика за сите. Знаеш, има музика акустична, можам да свирам акустична музика, многу мирен настап да биде, можам клубски настап да направам, можам нешто измеѓу кај што ќе биде по фанки, по груверски, меѓутоа така поумерено. Сакам да кажам од култура до не култура, до цовки. Можам да истерам бидејќи љубов ми е публиката, а публиката не можам да ја судам или да ја речам, слушај, ти што пцуеш не може да дојдеш, или ти што си културен тука не припаѓаш. Знаеш, сакам буквално сите луѓе да се биде убаво. пронајдат у моите песни, бидејќи пак на крај сме луѓе. Знаеш, на крај човекот останува, битот останува, битието. Тоа идентитети, стилови, правци ќе си отидат. Јас останувам или ти. Така е. Ајде да позборуваме уште малце сега нешто најново од тебе е најновиот спот и песна Ел Падрино. Навистина филмски спот, многу добро изработен. Ја кога го видов, имавме можност малце да позборувам пред снимањето. Значи кастингот прекрасен, глумата одлична, ти си веќе докажан глумец, нели? Стварно.
Па и кај мене глумиш многу добро и тоа мислам Добро. не е Убава работа. Што не еве си копам ти текне. Види, Добро беше тоа. И сакам после за Омни малце да позборуваме. Биди краток те молам. Да, па види вака. Па види вака, толку. Супер е, тоа е соработка што исто ми е многу Кој го правеше, нова споцот? Влади Гавриловски, он е одличен, он е рапер од душа, снима, слика, фотографија. Режијава твоја беше, како и секогаш. Заеднички што тоа направивме кастингот, значи све е како заедничка. Знам дека мешаш прсти, секогаш сакаш да не можам да оставам така. учествуваш во креацијата. Се чувствувам доволно слободен да можам да се умешам и ако имам слободи, да, ако немам слободи, оставам, нели. Е сад, у таа работа техничка, ако он снима, колор прави, ако е право, не оставам. Меѓутоа, некоја креатива, ако треба да се направи, што треба да се случува, да, може да учествувам. И песната исто е со Панда, со Иван, Smoke Panda, или The Smoke House му беше името, оние со од помладите артисти кои што поштувале, не слушале мене, Сладкар, растеле со нас, со таа генерација, за да сега многу ми е драго што соработуваме со некој како него, знаеш, таа песна од него што е одличен млад артист. Влади исто ми е драго што соработуваме, пак би соработувале. Има ли нови песни, нови спотови? Има, како не, па почнувајќи од планот со Огнен, со Мелем, Така. па првата нота, па клубот со млади дечки исто кои што одлично се представија и они тек времето е пред нив кои што малку поише работат на тој филмски изглед, па до сега овој последниот спот ми е како дел од тој цел план кој што се спрема Тоа како ќе биде седми како албум, нов албум, така, тоа. Да, и веќе имам песни подготвено, пак со сладгаристика, работиме со заедно и Марко што некои нешто. други со други артисти кои што веќе имаме снимено нешто, сад не би многу откривал. Откриваш, да, добро. Меѓутоа работам, сум жеден и Вода и стои, гладен. тони не стои. И сум многу инспириран за да се себе искусувам низ жанровите. И джезерски, соул, и клубски, и дрил, дали е олд скул, дали е неш. Ако ме допре нештото, ме Да, меѓутоа приметив допира дека во и песниве одам, си везам. стоиш на својот стил. Не навлезе во овие нови тренди, трапои, мапои. Може малку да навлезам, нормално. Не, истиот си за мене. Види, тој добро, ми се да. свија. Да, ама од секој сум Стоиш на сакал и своето. тоа го правам сега и така и uvek ми биде малце албум. Ќе биде нема да биде органски или акустичен како од изворот на изборот, овој ќе биде од другата страна на изворот. Ќе биде сосем обратно од тоа, меѓутоа јас останувам, пак ќе Ти кажам. секогаш и Сликите, знаеш, тоа можеш само да приметиш како све исчезнува целото време, вака што постои, а не постои. Иде, исчезнува, го нема, чувства се појавуваат, ги снемува, само ти некако остануваш или ја останам. Си приметил не? Да. Истото се случува и со однос на музика, кариера и тие работи. Значи, целта ми е секогаш си оставал многу така влијателни пораки во твоите дела, не ради реда да напишеш некој текст онака, ај сега и ќе. Па и тоа имало, ама Нешто тоа е е многу пак, и тоа е битно. порака исто. Ради реда текстот е порака за некој да се насмее да рече глупости, ама тоа да го однесе до некоја порака. Добро, сам да кажам, тешки, Те разбирам. имаш поттешка тематика во песните, не е само така тралалајка некоја ќе напише. Ама и такви имам, сакам да кажам, тралалајки за тие тралалајки, пошто се нужни и тие, и некогаш ми доаѓа така да се направи за да ги однесе тие тралалајки до тешкото. тешкото, да речеме. Тешкото. Да, некако ја така сум седне на правил нешто микрофонот. артисти, ќе земам, ќе ги слушам и сега слушам некоја песна, така ми е занимлива, окей, лесна, ефтина, ама викам, чеке друго што имаат овие артисти, ќе му однесат кон нешто многу и така. Брендот да речеме. Омни. Што е со Омни? Омни. Тоа е пати е поврзано Спомни со за Омни, да. Па ова е нешто, да, ново е и Се продава, се ли? работи, се продава, Има ли се побарувач? работи на него е Омни презент или Омни репрезент е се присутност, тоа се знае вака како универзален збор. Логото има многу значења, гениално е направено од друга реден. Јас само дадов на соката, терминот како да се вика и според тоа да се направи се да има. Значи од човек што медитира, до ова емоджи, до буквата О, до зајди сонце на планина, до свеќе, до капка во океан, до пупка со млеко, цел живот, цело постои. Кој како сака може да го Све може да видите, тоа викам што гледате у логото, тоа сте вие искрено. Као на знаеш,
има најти мемиња замежи полу очите и ќе видиш у некоја слика поише слики уствари, зависи што гледаш прво. Мене знаеш што ми се деша, у веќе кој идам на плочки не само некои лица ми се појавуваат. Јас откачена работа. Ја имам веќе Можам да ги цртам, да. Сериозно. Ја веќе ги имам, го гледам, ама ме мрзи да станам. Да нацртам, иначе да бев онаков инфлуенсер, све ќе снимав, ама не може ме мрзи. Има луѓе све прават, значи од све ќе направат да ги има, знаеш таквите, јас сега го гледам, викам, ај ќе станам овака, го гледам куче, во оригинал куче да го нацртам. Да, исто као у облаци, нели, кога луѓе се пронаоѓаат. Ама викам, ова ќе си остане за мене и вака некад тоа е моментот. Тоа е така. И крај. Само ти го имаш и тоа и се замисли да ме дома и ги цртаме. Ги ставаме. Лајк. Доаѓаме па на емисија. Еве, куче. Куче, да, срце. Срце најлесно се гледа. За крај татковството сум запишал тука, нема више да те гнјавам, кажи ми, имаш синче? Да, Јасен. Јасен. Да е здрав и жив. Да е здрав и жив. Како се снаоѓаш? Се снаоѓам многу добро. Има 4,5. Се научи да менјаш пилјаки? Пројде тоа како не. Ама дали менјаш? Има некој да чуе? Не менјаш. Ја на двете одеднаш им менјам. Ти си мајстор, исто така. Ти не само што можеш да им менјаш, него и пантомима да им правиш. Да. Значи може да ги анимирам моментот. И менјаш и овака им вртиш и тоа ако има нешто да го исчезне, да го снема. И да знаеш. 100%. Јасен е многу јасен. Кога е роден Јасен? Кој веруваш у тоа хороскоп, астрологија нешто? Верувам. Добро, што е у хороскоп? Он 11 март 2019. Што ќе му дое Овен. Кој сестра. Да, и сопругата исто Овен. Многу острумен и тврдоглав. Види, јас сум и острумен и тврдоглав и паметен и глув, све сме, да е здрав и жив. Верувам у тие работи стварно, мислам не е верувачки систем тоа. Тоа е истражување, веќе не е верувам. Пројавува ли Јасен некоја, не знам, од на татко му да има наследено некоја уметничка? Има и од татко му и од мајка му има. Нормално, пошто децата сака да црта, сака да игра, се сунгери, децата примаат све и учат. Многу црта. Тоа сака да прави. Нормално и он сака да пишува, да црта, ги интересира точак, со телото сака многу да движи, да игра, пошто тоа му е време кај што и ја би за тоа повеќе да се учи низ тие игри или движење сам со себе и со другарчињата. Му дозволуваш вака на телефон да дреме, на YouTube, да знаеш. Да. Има сега кога кога да, меѓутоа не може да се избегне тоа. Како ќе му кажеш не? Знаеш, ние сме со телефони, со и сега да му кажеш не. Да. Знам дека е... Не, до душа не можем... Срце ти се кине кога знаеш колку се зрачи од телефонот, се зрачи, ама што да правиш? Сите се така, не може ни да знаеме колку нив ќе им зрачи тоа. Може они како генерација имаат некоја заштитна мембрана, не знам. Знаеш, пошто они се веќе родени у тоа време кај што дигитализација владе и они се автоматски у генот им е влезено. У тоа име и он може да е, не знам, имун на тоа. И се исто тоа се раѓа мобилен го слика мајка му. Што сакаш поиш? У старт он изгледа веќе има вибрации. Волто меморија му влага и крај. У стомакот е веќе примам вибрации, фреквенции. Има избори со така луѓе има што живеат на off-grid или како се вика вон сето, кај што и ти си имал искуство, си живеел, си идел по Индија, не знам каде, кај што немаш никакви комуникации со такви работи, ништо со луѓе, него буквално си посветен на нешто природно. Само на филм, да. Не што беше тоа у Индија. Некад тоа ќе направиш. Кој те тепаат у Сакам да кажам, има избор луѓе така да живеат, се пораѓаат сами у потоци, у реки, у када не живеат скроз као номади и тоа е окей. Например, сестра ми, она сама се пораѓа, не и треба тие болници, системи. Јасно ми, она е Индија. Она е код тебе, нешто или Сај баба. Не, вие треба да се спорите. Се у Португалија живее. И се да породи, мајче. У океан. Не, дома во базен, бам сама, се излага, еве го бебето. Ни акушерки, ни не знам, да ги израчат, трчаат луѓе, фрлаат пари, а Лалдија, тој е херојшена за мене. Да. Тонка, за крај некоја со ова заклучуваме про духовине, мислам дека имавме многу исцрпно интервју.
поискрен не сум те видел. Се надевам не ми замеруваш што сакав од корен да ги извадам работиви од тебе за да допреш поблиску и до младата публика и до оние што те знаат. Почнавме хронолошки од детството, кариерата, па прокоментиравме нешто и за животот и како ти го разбираш животот. Немаме многу време. Дај нешто кратко и јасно за крај, што ќе им кажеш? Па ништо, за крај само можам да ја поздравам се сите спознаат и себе, толку, да, спознајте се колку можете, работете на себе и запрашувајте се кој сум јас. Тоа прашање поставете си го секој ден. Ти си интелект. Да се ми, не, секој себе да си се запраша кој сум јас, не, стварно. Барем тоа да си го правите, многу лесно е, ама тоа негде може да ве одведе и нешто да се случат убави работи. Ајде, Па и не убави работи, да, прашувајте се. Да оставиме простор негде од наредната година, кој ќе направиш нешто ново, да те поканам на парту Може. во Redcast и да прокоментирам. Имам уште многу прашања да те прашам, ама тоа е. Да не се повторувам, немаме многу Фала време. ти за покана, фала ви за ова Redcastот. Како се осеќаш? Добро беше се? Се осеќам евентуално. Евентуално. Да, лоша шега, убаво се осеќам, слободно и инспирирано така да зборам. Секогаш со тебе, секогаш со тебе, чорбаджи. Без маски. Дами и господа, тоа беше the one and only Тони Петковски, ака Тони Зен. Се надевам дека ви се допадна овој разговор, бевме доста искрени. Останете поздравени, останете во убава енергија и се гледаме во наредниот Redcast.